да ги послужуваме потенето да растат и да се развиват, да креират отвора, да се чувствуваат равноправни и еднакви во нашето окружување, во која различност е извор на богатство и можност за учење. Сакаме децата да ја почувствуваат топлината и љубовта што ја имаме во нас за нив. Сакаме девес, но сакаме секој нареден ден да им покажеме дека сите се важни за нас, за нашето општество, дека сакаме секој од нив да израсне во добра, искрена, вредна и хумана личност. Сите заедно можеме да создадеме поубав свет за сите нас, а најмногу за децата. Благодарност до сите ученици и наставници, а најмногу до проектот Сдружение за асистивна технологија Отворете и прозорците и Детската фондација Песалоци, кои осможија да се случи овој прекрасен настан, преку кој ќе обезбедиме поинклузивна средина за нашите ученици. И на крај ги завршила. Отворете ви широко прозорците на вашите души и дозволете да влезат, а затворете и вратите на предпоследни. Ви благодарам. По менторство на нашата драга наставничка по математически јазик, Љубица Костадинска, со нашите ученици. Почитувани гледачи, добра вечер! Ние се викаме Съзнаячки наратори. Нараторите, дето сте учени на часовите по литература. Добро, ќе ви кажем по-наши, да ви како ще разкажуваш. Ние ќе ви разкажеме се за овие ликови што ги гледате тук. Овие луѓе живеат во селото Мало Конјево и навистина се што ги се случило е многу чудно. Тука ги гледате таткото Божи, мајката Стојна, нивниот син Силјан и ќерка им Босилка. Силјан Кутриот го оженија уште на 16 години со девојката Неда, а година подоцна им се роди малиот Вел. Но да ве оставиме ние да го последите нивниот разговор. Сине, сине, не може веќе вака. Ама што не можеш, татко, не разбирам. Што ви пречи? Мораш нешто да работиш. Не да ти е бар малку жално сестра. Тој не чувства ни жал ни срам. Не знам ни дето како ќе го воспитам. Како ќе порасне Велко, татко што не го погледнува, татко што потеден сам шета по селото, безделничи и троши пари по кафеани. Па јас место не да ода да ме напуштила. Не зборувај така, Босилке, како само ќе ви чуам ова дете. Па и сега ништо не е различно. Исто како си сама. Не можам јас како вас по цел ден да работам. Ден из куки, ден на нива, на втора, на трета, на 100-та работа. Па немам и јас живот. Синко, си ја слушал да ти приказвата за Сиви и Чуле? Какви приказни, мајко? Белки не сум дете. Приказни не ме раскажуват сега. Тој не е дете, ама беден е од дете. Сиви и Чуле биле брат и сестра, Синко. Исто по тебе, мрзи. Очи не им се отварала мрза. И мајка и татко им ги проколале. А знаеш ли таа клетва фаќа? Клетвот мајка и татко фаќа. Фаќа. Тикви варени фаќа. Ај баш да чујам. Ајде. Што биднало со Сиви и Чуле? Што биднало? Се сториле во врапчиња. Ето таа биднало. Во врапчиња? Ама ајде, мајко, не се терај мајтав со мене. Оти се претврле во врапчиња, што толку сгрешиле? Ко тебе биле, празни глави. Ај ти, не мораш во секоја манџа зачини. Братот и сестрата Сиви и Чуле биле многу разгајани, Синко. Исто по тебе. И нивната майка ги преколала со зборовите. Синко Сиве, и ти ќерко Чуле, пилци да се сторите, од куќава наша да летнете. Поле да полете, потрудите стоите и еден се друг да се барате, да никогаш не може да се најдете. Така да се спасиме од вас и од маќеве што ни ги правите. И навистина, Силјане, тие врачиња се сториле, до години се вариле и не се нашли. Така, и јас би ти рекол, што ги истории Силјане, и те навистина ќе станеш трет. Бре, глупости. Си одам до мејанџието да се освежам малку. Приказните си чувајте за Вело.
Пак пристигна, Силияне. Тука сум Менджи. Кай да одам? На друго место. Знаеш ли ти кай тебе ми е нервува на душата? Убаво е това, синко. Мене не ми пречи, ама трябва нещо и да подработиш. Ай, ти доста. Доволно ми е Божи, не стой на ще ги слушам дом. Управо се родителите твои, Силияне. Децата трябва да ги слушат родителите. Чунки и е най-любимостта. Ама и ти ако ме попуваш, ке си одам. Кога спомна веќе, бас за побод ќе ти кажем. Што? А и ти денес, кога си сврцнал повеќе, а? Како побе ме, Јанчи? Силияне, дојде попот денес, му треба триса. Тој е работа, ама баш што за тебе. Ке си шета со побот и ништо не работиш. И го послушаш, тоа што ќе подбара од тебе и ти уживаш. На шетање со парички. Така видиш, клисар да се вторам. Ами паро клисар, од колку штир? Штир? Што стекнал пресилјане, кој спомна штир? Немајка па ме, Јанчи. Татко ми е проклама, ако не сум работел селските работи, не сум се претворил на штир. Сум слушал и јас, гледам од родители. Пајке? Пајка. А и ти сега прикажи нам да се ви чуи. Силјане, не се интересираме со прикази. Сакаш да работиш со побот или не сакаш? Менджи, знаеш што ти нежно дете сум јас, разгалено. Ами чим мериш дека не е тешка работа, да пробам, а? Дојди утре и го викна попот да се договорите. Драги мои гледачи, изгледа дека Силија наш сепак ќе почне понешто да подработува. Ама не знае тој, што знаеме ние. На далечен пат ке тргне со попот. Хеј, дури до Русалим. Чунки попот наумил на Божиот гроб да оди. Како што можеш да видиш почитувана публика? Силија веќе се договори со попот и клисар се стои. Арна Масогемија тргна кон Ерусалим, кон гробот на Исус Христос. Патуваат е долго и одеднаш бура. Гемијата е зафати бура. На попот судбината тука му била. А Силија наш спаси жива глава. Пливаше и се налива на чудна земја. Со чудни луѓе, со долги носови и нозе. Земја од која освен со летење не можела да се замине.
Каква е оваа земја и како ве сте штуркови? А и може да зборувате? И откаде ми го знаете името? Изборува родителите дека стоят под майка и татко фатя. Па јас навистина се претвори по штурк. Божи ми рече, штурк да се сториш. И ете ме, Силијан Штурков. Бог да чува, не било лага. Ами уште не ме е јасно. Кој сте вие? Ние сме во долна земја, прокалати сме од майка и татко. Порока немаме додека е додека kada се претвориме во штуркови. Вредно да работиме во човече и дома да се вратиме. И како што гледаш, треба да работиш, а дома со време може да се вратиме. Гледаш чичева, кога носиме жите на брата доле каде на кора, луѓе крајше. Кој ќе снимаме се култураме и пак да станува. Ај мајката, ама оваа песна кон мајка и татко што ми прикажува да се ве чуе. И вие исто сте проколнати? Од мајка и татко сте проколнати? Порад да немате дома суетење да се враќате? Токму така Силјане, се е вистина, тука ајде, до само ајде. Така и се заработа, а не карето дома ќе се врати. Така се рекло одаму. Како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Што ќе посееш, тоа ќе жнеш. И така поминала цела година. Силијан работеше вредно во земјата на штрковите. И самиот престорен во штрк, чунки рековме, клетва од мајка и татко фаќа. Силијан свати дека ако сака да биде добар човек, мора да биде вреден, да заборави на мрзата. Месеците минува, еден по еден, и дојде летото. Сите штркови се подготвија за лет, па така и Силијан, возбуден дека ќе се врати во родниот крај, се го понажеше со слобода, гоби се околу вратот и летна! Леташе и секога се приближуваше кон домот. Неговата возбуда се повеќе и повеќе растеше. И токму кога се туваше, стакленото шише со вода го удри силно во еден камен. И тоа веќе погодувате. Се скрши почитувана публико. И сега Силијан можеше да седи дома, ама не како човек, како штрк. И виде не виде Силијан наш се направи гнезда токму над својата куќа. Се од таму гледаше, а се тоа џабе беше. Оти Силијан наш можеше да гледа, да пати, ама и да свати. Види ги чудни жени, не губат надеж. Ке се вратил Силијан. Еми тој кој знае дали е жив? Жив сум босот и жив, ама џабе јас се зборувам. Те јазикот на Штурковото ниту можат да го разбират, ниту можат да го чујат. Верувам и јас ќе се врати нашиот Силијан. Опаметен, вреден, работлив. Дај Боже да е така, Боже, дај Боже. Брат ми нема да се врати. Ако е жив, тој сигурно се уште се дружи со ракијата и не помисла на нас. Туку нешто ми е чудно. Со дедо ми го гледам овој Штрков, абе цело време тука со нас седи. Не мрднува, кому абетото ни го слуша. Го бркам стопати и пак не си оди. Иш бе, иш. Бебе, ајде, бебе од тука, доседен еден. Ох, леле, ќе ми ја искрши ногата. Татко ми нема појма дека сега му удри, како во животот што ме нема удрено. Еве, од овој момент пред вас светувам. Ако се вратам дома како човек, нема да шетам по мејани, ќе слушам мајка и татко, убаво ќе си го воспитувам синот Велко. Нема да биде бескорисна мрза како мене. Ајде како да се подготвуваме за свадбата. Ќе влеземе сите ден, Велки ни треба нешто помоши од нас. Така е, сите треба да се помагаме.
Босилка я омажа и убава сватба направила, а брат Силия не можеше нищо друго, освен да наблюдува. И летото си помина, дойде време Силиян пак да се врати до чудната земя. Леташе и стаса до чудната земя. Цяла година вредно работеше и им помагаше на другите щъркови. Силиан се промени и ветувањето што си го даде сам на себе го исполни. Од размазен, безкорисен и мрзлив се претвори во вреден човек. Кога повторно дојде лето, тој се врати дома, овој пат многу внимаваше на стакленото шише со вода, кога слета се потори со вода и повторно стана човек. Ист, но сепак многу променет. И така тръгнав со попот. Несреќен и снајден, си замина тој. Бог да му душа прости. Јас се најдов по чудна земја, полна со штуркови. Ама ти не беа штуркови, туку луѓе. Татко, твојата клетва ме снајде. Штрк се стори. Штрк се стори, на вистина. Вистина е, татко. Во право бевте и ти, и мајка, и Босилка. Цело лето бев тука и ве гледав и во себе си ветував дека ќе се вратам променет и некогаш нема да дозволам да видам товар за семејството. Мајка и татко треба да се слушат и благодарен да бидеш. Силијане, многу се радвам дека конечно сватиш и конечно ќе живееме како високо семејство. Велко е веќе голем, но треба татко што ќе го воспита во правата смисла на зборот. А јас ти има подпишано од живите, да знаеме дека си ти, Велко и другата нога ќе ти искршеше, пошто тогаш паметот ти дојдеше. Човек мора да помине низ мака, преку искуство да свати и променет да се врати. Без мака нема наука. Доста мудрување сега. Излегувате натаму, да се фатиме и ние за некоја работа. Почитувана публика, тоа беа авантурите на младиот Силијан. Видовме интересна и чудна приказна. Тоа и го добивте. Се надевам извлековте и вие по некоја поука и ука. Ајде сега доста беше раскажување и мудрување. Одиме и ние да се фатиме за некоја работа. Мојот оменен автор свеси вели дека сите јања на овој свет не велку созиден дете.
можеме да заклучиме дека на сметката на едно дете без себе. Јас пријавам имам шанс да работам со прекрасни деца и да бидам сведок на нивните насмрти. Секако имаше и нервози и разни предизвици, но се надевам дека успеавме да ја пренесеме пораката што вече да слушнавме. Сакам да кажам благодарение на сите колеги и огромна подршка од директорот на Баница Петрова, успеавме сега да изгледа вака како што изгледа и благодарение на овие прекрасни деца успеавме денес да собереме толку луѓе кои што се надевам дека не слушна и се надевам дека ќе сватат како што свати и Силјан, дека преку искуство и преку мака можеме да научиме многу и да разбереме дека мора да ги слушаме родителите и мора да ги слушаме наставниците и професорите, бидејќи тие најавни ни мислат. Исто така, после оваа представа, сакаме да најавам колегата Ваня Колјушков со спред песни кои што ги изведат нашите ученици. Тоа е Јована Јованке и сплетот турска музика. Уживајте! Hazır mısın?
различни, но най-важно от все имаме чиста мисла, добро сърце, позитивна енергия и всекој од нас на свој начин е посебен и за себе. А сега ви поканувам пред да си отидете во холот овде пред залата, значи имаме една изложба од нашите прекрасни ученици, која е од продажен карактер, а средствата ќе бидат наменети за нашето училище за асистивна технологија, со која сакаме да ги подобриме условите за нашите ученици. Ви благодарам.